Централен дневник на К1 телевизија, добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден, започнуваме веднаш. Останете со нас. Објавен оглас за субвенционирање на трошоците за сончеви колектори. Екстерното тестирање се одвива според предвидената динамика. Водоводот значен за неготинци. Објавен оглас за субвенционирање на трошоците за сончеви колектори. Министерството за економија веќе подолг временски период субвенционира дел од трошоците за инсталација на сончевиот колекторски систем. Велешани заинтересирани за нивно поставување. Високите сметки за електрична енергија, причина за големата заинтересираност на Велешани за поставување сончеви термални колекторски системи. Ефектот и бенефитот од истите е видлив. Според случајно анкетираните, инсталацијата на колекторскиот систем станува потреба. Велат голем дел од средствата кои се трошат за електрична енергија на овој начин се заштедуваат. Соларните панели како домакинско средство, како помошно средство за граѓаните, генерално едно од најактуелните и атрактивни начини на заштеда на енергијата и намалување на економската страна на буџетите домашни. Сметам дека секој што има можност би требало да вгради и покрај тоа што држава субвенционира, може да се најдат начини да секој едноставно ги монтира и ги постави соларните панели кои што се користат првенствено сега во Република Македонија за топла вода, а во некој даден степен и за производство на електрична енергија. Па мислам дека позитивно, тоа треба да се направи уште поодамна, за разлика од другите ние сме малку назад. Па ќе се заштитат, ама мислам дека сега почињаме во Македонија, тука пред тоа немаше некој поголем инвестирање тоа. Па тоа е нешто најдобро, прибедејќи нашето поднебје по 10 месеци имаме сонце. Сега како што има криза, значи ќе се искористи сончевата енергија. Министерството за економија веќе подолг временски период субвенционира дел од трошоците за инсталација на сончеви термални колекторски системи. Неодамна го објави огласот со кој се предвидува да се субвенционираат 30% од вредноста, но не повеќе од 300 евра по домакинство, под услов да го немаат искористено правото на претходно објавените јавни огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви колектори. Велешани за ова велат дека представува уште една поволност во однос на инсталацијата на колекторски системи. Па тоа е многу убаво, нормално секој ќе сака нешто во економија на струјата, ретро ги работи за Исто така ми се допаѓа. Добро е тоа. За сечи джеп. Па видите, субвенционирањето е игра на среќа во овој момент кај нас во Македонија, што мислам дека тоа малце не е коректна работа. Значи кој ќе вложи треба да му се има некоја повратни средства. Мислам дека субвенционирањето треба да го има секој кој што ќе вложи. Не треба да е на извлекување, бидејќи со тоа извлекување секогаш колку и да е коректно кај граѓаните се создава ситуација дека тоа е наместено и дека некој влие врз изборот. Сметам дека секој домакинство што ќе добие треба да добие генерална субвенција која што е пропишана од страна на државата. 6 милиони денари ќе се користат за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални и колекторски системи во домакинствата. Согласно огласот, Министерството за економија по пат на јавно извлекување ќе им обезбеди поврат на дел од средствата на извлечените граѓани кои набавиле и вграделе сончеви термални колекторски системи во периодот од 21 јануари до 31 мај годинава. Заврши изградбата на ПЕТ центарот во Скопје. Со изградбата на оваа јавна здравствена установа, Македонија се позиционира на едно повисоко ниво на здравствена мапа и сериозно го подигнува нивото на можноста за давање на здравствени услуги.
Заврши изградбата на ПЕТ центарот во Скопје. Со изградбата на оваа јавна здравствена установа, Македонија се позиционира на едно повисоко ниво на здравствена мапа и сериозно го подигнува нивото на можноста за давање на здравствени услуги и на можноста за најсовремена дијагностика и врвна научно-истражувачка работа. Еден од најсложените здравствени објекти или најсложен здравствен објект изграден во историјата на Република Македонија, но и би рекол пошироко во регионот, со најсовремена опрема, вклучително и циклотрон за производство на изотопи, нешто што нема од Атина до Виена или од Истанбул до Виена. Изградбата на објектот и опремата која ќе биде во состав на ПЕТ центарот е во износ од 16 милиони евра. Сите процеси се одобрени од Меѓународната агенција за атомска енергија и целото производство треба да биде валидирано и сертифицирано од неа. Бевме информирани дека веќе е произведен првиот изотоп, дека се планираат понатака добивање на сите потребни документи од домашни меѓународни институции, дека во скора еднина ќе имаме можност да овој прекрасен центар биде ставен на услуга на граѓаните. По финалната проверка од веќе изработениот изотоп во декември минатата година, која ќе трае најмалку 9 месеци, се очекува нешто порано да започне и работата со пациенти. Ова институција за прв пат и во регионот, дури може би да кажем малце нескромно и во пошироки рамки, институција здравствена која што во себе интегрира систем на фармацевтско производство. Значи имаме тука една фабрика на радиофармацевтски препарати, имаме клиника, така да се она што на пациентите ќе им биде достапно од делот на високо специфични молекули кои што фармацевтски препарати, кои што дури треба да бидат етаблирани и како клинички студии, ќе им биде на достапност. ПЕТ центарот ќе обедини во себе повеќе функции, оддел за производство на краткоживечки радиоактивни изотопи со позитронски емитери со инсталација на циклотрон, оддел за синтеза, производство и контрола на квалитет на ПЕТ радиофармацевтици, оддел за развој и истражување на обележување и контрола на квалитет на радиофармацевтици за терапија со бета и гама емитери и клинички оддел за ПЕТ дијагностика. Според премиерот задолжен за спроведување на избори Емил Димитриев, изборите ќе се одржат на 24 април. Тој изјави дека е време да се стави крај на политичката криза и да започне нормално функционирањето на државата. Изборите ќе се одржат на 24 април. Време е да се стави крај на политичката криза и да започне нормалното функционирање на државата. Ова денеска го изјави премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев при посетата на ПЕТ центарот. Останува не гледам причина зашто да се пролонгира датумот, бидејќи ќе се согласите со мене, политичката криза во Република Македонија предолго трае и дека зад одржувањето на избори на овој датум стојат и мнозинството граѓани на Република Македонија, се со цел да се заврши оваа политичка криза и да почнеме понормално да функционираме како држава. Одговарајќи на новинарско прашање, Димитриев потенцира дека ниеден лидер на политичка партија не ја оспорува работата на специјалното јавно обвинителство. Сето на што е потребно за функционирање на оваа институција од страна на владата е ставено во функција и сега апелирам дека ако има и дополнителни барања до владата за нормално функционирање на овие институции, стоиме на располагање и сметам дека воопшто не е доведено во прашање функционирањето на оваа институција. Димитриев одговори исто така дека политичките партии имаат секојдневна комуникација и дека се разговара по отворените прашања. Преговорите меѓу 4 политички партии врз основа на договореното од пржино траат и се во тек, а лидерска средба би се организирала доколку се оцени дека има потреба. Екстерното тестирање се одвива според предвидената динамика. Постигнатото знаење од првото полугодие од училишната година, матурантите ќе го покажат преку екстерното тестирање, кое ќе трае заклучно со 29 јануари.
19.931 матурант постигнатото знаење во првото полугодие од училишната година ќе го покажат преку екстерното тестирање, кое ќе трае заклучно со 29 јануари. Со оглед на тоа дека прашањата беа објавени во отворениот базен уште пред нова година, матурантите имаат доволно време да се подготват. За 193 ученици од четврта година во средното општинско училиште Коча Рацин во Велес, иако со мало задоцнување, екстерното тестирање се реализира во предвидената динамика. Со мало задоцнување поради промена во шифрата, екстерното тестирање се одвива во најдобар ред. Учениците треба да покажат знаење за она што го учеа во првото полугодие. Според оценките што ги добија и според тоа колку време имаше да се подготвуваат, мислам дека ќе постигнат повторно солидни резултати. Прелиминарните резултати Државниот испитен центар ќе ги објави на 8 февруари. Од 8 до 10 февруари ќе трае поднесувањето на приговори. Сите незадоволни матуранти своите забелешки ќе можат да ги достават до Државниот испитен центар. Претходно до 8 јануари траеше можноста да се напише коментар, односно да се пријават грешки во прашањата. Од 306 поднесени коментари, 242 биле прифатени, 38 не биле, а 25 биле нелогични. За 3,5 денари поевтинуваат бензините и дизелот, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Намалувањето на цените се должи на пониската цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели за 19,5%, како и повисокиот курс на денарот во однос на доларот за 0,143%. За 3,5 денари поевтинуваат бензините и дизелот. Ова го одлучи регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер 95 од полнок се намалува на 57,5 денари. Евросупер 98 ќе се продава за 59,5 денари за литар, додека дизелот ќе чини 39 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 4 денари за литар и ќе изнесува 27,50 денари. Се намалува и малопродажната цена на мазутот за 2,467 денари за килограм. Новата цена изнесува 12,857 денари за килограм. Од регулаторната комисија за енергетика објаснуваат дека падот во цените е резултат на пониската цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели за 19,5%, како и повисокиот курс на денарот во однос на доларот за 0,143%. Неготинци задоволни што се менува водоводната мрежа и ќе се реши деценискиот проблем со водоснабдувањето. Со предвидените 38 милиони денари ќе се промени водоводната мрежа на 10 улици во Неготино, а предвидена е изградба на нов резервоар со вода. Деценискиот проблем со водоснабдувањето како основна потреба ќе стане минато за неготинци. Се променуваат старите дотраени азбестни цевки кои се штетни по здравјето, а ќе се искорени и проблемот со недостиг на вода, особено во летниот период. Анкетираните граѓани го поздравија потегот што општината започна со реконструкција на водоводната мрежа. Сигурно дека е потребно да се промени водоводната мрежа, бидејќи има застарени цевоводи кои што се штетни по здравјето на граѓаните, а меѓу другото се губи огромна количина на вода. Тоа е најубаво, значи, појавачување ние се на високи места, вода треба да има. У прв момент дека ќе имаме вода секоја вечер, да немаме рестрикции кои што имаме до сега 24 сата, имаме 10 сата без вода. Ако веќе се десе нешто да се исправат работи, ќе биде убаво. Стари цевки се тие, некаде водата многу се губи, така да сега со ова ќе ги однадат. Сето тоа ќе се направи, така да добро е тоа. Би требало да биде подобро, да пиеме почиста вода, поквалитетна вода. Ако ги сменат цевки, ќе биде подобро. Според портпаролот на локалната самоуправа Мету Димитрев, новиот водоснабдителен систем ќе ги намали и загубите на вода, кои досега беа со негативен индекс од околу 70% загуба. Крајните ефекти, како што реков, ќе бидат заштеда на водата за пиење, која досега се губеше низ за старата и дотраена водоводна мрежа, поголеми количини вода кои што ќе доаѓаат до домовите на граѓаните на Неготино и крајната цел, Неготино и во летните месеци, кога температурите се највисоки, да има 24 часовно континуирано водоснабдување.
Со предвидените 38 милиони денари кои ќе бидат наменети за промена на водоводната мрежа на 10 улици во Неготино, предвидена е изградба на нов резервоар со вода. Планирана е изградба на и уште еден резервоар за вода, со кој исто така ќе се обезбедат дополнителни количини вода за пиење, па така доколку дојде до недостиг од онаа вода која што доаѓа од регионалниот водовод Лукар, веднаш во функција ќе биде ставен овој нов резервоар за вода и од таму ќе се добиваат тие дополнителни количини потребни за граѓаните на Неготино. Уште една добра вест за неготинци е што градежните активности на терен се одвиваат забрзано и се очекува да завршат пред предвидениот рок од 9 месеци. Општина Кавадарци веќе подолг временски период се соочува со недостиг на детска градинка. Локалните власти за целосно отклонување на проблемот размислуваат за отварање на селски градинки. Општина Кавадарци веќе подолг временски период се соочува со недостиг на сместувачки капацитет за најмладите. Неопходноста на отворање детска градинка е се попотребна. Според локалните власти, овој проблем ескалира со отворањето на германската компанија Дрекселмаер поради работната ангажираност на родителите. Кавадарци може би единствената општина каде во една училница престојуваат околу 40 деца. Изминатиот период превземавме некои мерки со кои што решивме можеби над 100 места. И нешто што ни се чинеше најбргу, тоа е да побараме од владата на Република Македонија да ни остапи еден објект, тоа е старата лабораторија. И со сопствени средства, нели со помоши на Дрекселмаер и на Министерство за труд и социјална политика, старата лабораторија која што се наоѓа во округот на ЈЗУ здравствен дом, да ја комплетно реконструираме и да ја оспособиме за неколку месеци за потребите на уште 100 деца. Со приспособувањето на лабораторијата во просторија за престој на деца, според градоначалникот Панов, би се поместиле работите во нагорна линија во однос на овој проблем. Локалните власти за целосно отклонување на проблемот размислуваат за отворање на селски градинки. Општина Велес на 27 јануари ќе спроведува ново полагање за добивање сертификат за вршење на автотакси услуги. Освен лиценцата за легално учество во такси сообраќајот, превозниците задолжително ќе мора да го поседуваат овој сертификат. Општина Велес на 27 јануари ќе спроведува ново полагање за добивање сертификат за вршење на автотакси услуги. Освен лиценца за легално учество во такси сообраќајот, превозниците задолжително мора да го поседуваат овој сертификат. Освен поквалитетна услуга за патниците, ова ќе придонесе во решавањето на проблемот со нелојалната конкуренција. Таксистите полагаат писмен испит од областа на безбедноста во сообраќајот и превоз на патниците. Ваквото полагање ќе се спроведува се додека целосно не се регулира статусот на возачите во такси сообраќајот. Казни се предвидуваат за сите оние кои нема да поседуваат сертификат. Општина Велес досега има издадено вкупно 234 уверенија и 185 сертификати за вршење такси превоз услуги. Поголемиот дел од такси превозниците во Велес веќе обезбедиле сертификати. Ние овдека во наша фирма поседуваме секакви документи, се што е потребно поседуваме за обавување на такси превозот. Така треба да биде, да се стави ред во такси превозот. Колку е исправно, треба да одлучат самите што се кај нас во општина. Да, јас имам. Мислам, има доста колеги извадено и така, да, мислам, треба да има повеќето и мислам, по правило, треба да има секој што сака да вози такси. Да, поседувам сертификат, многу добра работа, треба сите да го имаат и најверојатно со дивите таксисти малку да се исчисти. Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до општина Велес најдосна 2 дена пред одржувањето на испитот. Доајенот на македонското новинарство Борис Попѓорчев почина денеска по краткотрено боледување.
Роден е во Велес на 22 јули 1933 година. Како професионален новинар е активен од 1953 година во весникот Нова Македонија, кога и станува член на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Во неговата богата новинарска кариера има објавено преку 22.000 текстови како уредник и коментатор во Нова Македонија, во внатрешно политичка рубрика, во надворешно политичка рубрика и постојан дописник од Москва. Погребот ќе биде одржан на 27 јануари в среда на гробиштата Бутел во Скопје. Европската Унија ќе побара Европската гранична агенција Frontex да отвори канцеларија во Македонија со цел да ја помогне на земјата. Дојран е избран за град на културата за 2016 година. Вести од Македонија. Европската Унија ќе побара Европската гранична агенција Frontex да отвори канцеларија во Македонија за да може да ја помогне на земјата да ја контролира границата со Грција, пишува германски Bild am Sonntag. За сега Frontex има право да делува само на територијата на Европската Унија. Европската комисија планира на најбрз начин да создаде правна основа за работата на Frontex во Македонија. 2,6 милиони евра во форма на хуманитарна помош Европската комисија веќе и додели на Македонија, а се очекува да добие и дополнителни финансиски средства и помош во опрема и персонал. Македонија е дел од така наречената западно-балканска рута по која мигрантите се упатуваат на пат кон Европската Унија. Поради стотици илјади мигранти кои грчките власти организирано ги испратија во Македонија, а оттаму и во Европската Унија, направија голем раздор во земјава. Грција, која граничи со Македонија, многу пати беше обвинувана дека не ја заштитува својата надворешна граница, која исто така е надворешна граница на Европската Унија. По општина Велес во 2015 година дојрен е општината која оваа година ќе биде носител на проектот Град на културата. Во соопштението на Министерството за култура за финансирање на проектот Национален интерес е наведено дека Дојран ги исполнува условите да биде престолнина на културата за 2016 година. Изборот е направен во конкуренција на општините Битола, Берово, Струмица и Тетово. Од Министерството објаснуваат дека програмата на Дојран содржи широк спектар на конкретни, квалитетни и разновидни културни содржини од сите дејности, а предвидени се музички манифестации од сите жанрови, традиционална музика и фестивалска промоција на игри, ликовни колонии, драмски фестивали, поетски читања, промоции, изложби и концерти. Се очекува прогласувањето на Дојран за Град на културата за 2016 година да придонесе за унапредување на културата во овој регион, како и за негов развој и афирмација воопшто. Парламентарното собрание на Советот на Европа на првиот ден од редовната зимска сесија во Страсбург ја избра својата мониторинг мисија за парламентарните избори во Македонија на 24 април. Како што се наведува во документот, изборите во Македонија на 24 април ќе ги наблюдуваат 20 членови на Парламентарното собрание на Советот на Европа, предводени од Стефан Шенах, досегашен председател на мониторинг комитетот. После ОДИХР, мониторинг комитетот се смета за најзначајната мисија за наблюдување избори во Европа. ОДИХР ги следеше и минатите избори, кои ги оцени за фер и демократски. Инаку за нов председател на Парламентарното собрание на Совет на Европа е избран Педро Аргамунд од Шпанија, пријател на Македонија во се, кој ќе има мандат од 2 години. Се расчистуваат снежните наноси во источниот дел од Соединетите Американски држави. Исламската држава планира нови напади во Европа. Ова е свето денеска. Се расчистуваат снежните наноси во источниот дел од Соединетите Американски држави. Снежната покривка која во Вашингтон достигне до 90 сантиметри го сопира поголемиот дел од сообраќајот во Њу Јорк и поплави неколку крајбрежни региони во Њу Џерси.
Од Западна Вирџинија до јужниот дел на Мејн, голем број лица учествуваат во расчистување на натрупаниот снег. Ограничувањата за патување во Њу Јорк, Балтимор и Делавер се укинати, а сообраќајот по патните артерии по Атлантското крајбрежје постепено се обновува. Локалните власти апелираат до граѓаните кои сакаат да го исчистат снегот од возилата, тоа да го направат сега, со цел да не биде натрупан снег по улиците во моментот кога тие ќе расчистуваат. Десетици илјади корисници се уште се без електрична енергија, но снабдувањето со струја беше обновено во голем број домаќинства. И работата на аеродромите во Њу Јорк, Филаделфија и Балтимор постепено се обновува, но и покрај тоа се откажени 3458 летови денеска и 699 за утре. Билансот на жртвите кои починаа како последица на снежната бура достигна до 22. Исламска држава подготвува големи напади во Европа. Според директорот на Европол Роб Вейнрајт, тие ја зголемија својата способност за глобални напади и подготвени се повеќе да се фокусираат на Европа по масакрот во Париз. Европол денеска покрена Европски центар за борба против тероризмот, што ќе придонесе за подобра размена на информации и оперативна координација на земјите. Во соопштението на Европол се наведува дека таквиот вид соработка е неопходна на Европа во борбата против организираниот криминал и тероризам. Според нивните сознанија, така наречената Исламска држава развила способност за нов борбен стил да изврши кампања на терористички напади од големи размери на глобално ниво со особен фокус на Европа. Земјотрес со јачина од 6 степени по Рихтер е регистриран утрово помеѓу Мароко и Шпанија. Веднаш по првиот следел уште еден земјотрес со интензитет од 5 степени. Епицентарот на потресот се наоѓал на 62 км северно од мароканскиот град Ал-Хосейма и на 164 км југозападно од Гибралтар. За сега нема информации за жртви и направена материјална штета. Со резултат 31:31 на македонската ракометна репрезентација издвои бод со репрезентацијата на Норвешка. Македонските ракометари се покажаа во вистинско светло. Имаа одлична игра, но не успеа да ја совладаат репрезентацијата на Норвешка. Во продолжение останатите вести од спортот. Екипите на ЦДВ-та и Мегалекс, кои се меѓу 4 најдобри во регионалната кошаркарска АБА лига, остварија сигурни победи во дуелите со двете последно рангирани екипи во надпреварите од 21-то коло. На средбата одиграна во Загреб, составот на ЦДВ-та ја победи словенечката екипа Тајфун со 94:61, додека Мегалекс како гостин славеше против црногорската Сутјеска со 73:68. На третиот дуел кој се одигра помеѓу Иго Кеа и Цибона, надпреварот заврши со 68:57. На претходно одиграните надпревари од ова коло, Металец Будуќно 61:67, МЗТ Скопје Аеродром Крка 69:67 и Унион Олимпија наспроти Задар 84:76. За вечерва е закажан надпреварот помеѓу белградските ривали Партизан и Црвена звезда. Репрезентацијата на Данска и го нанесе првиот пораз на Шпанија на Европското ракометно првенство, кое се одржува во Полска. Во првиот дел Шпанија имаше 3 гола предност, 14:11, но во второто полувреме данците успеа да направат комплетен резултатски пресврт и да слават победа со 27:23. Со оваа победа тие ги зголемија своите шанси за пласман во полуфиналето, до кое блиску е и репрезентацијата на Германија, која во првиот надпревар од оваа група минимално ја победи Русија со 30:29. Второто коло во оваа група ќе биде комплетирано утре со средбите на Шпанија, Унгарија и Шведска, Данска.
Едина Муса, актуелна репрезентативка на Македонија и најдобра кошаркарка за 2015 година, потпиша договор со екипата на кошаркарскиот клуб Клубски патриоти од Делчево, каде ќе настапува до крајот на сезоната. Искусната Муса, која го има носенот дресот на сите национални селекции на Македонија, доаѓа од кошаркарскиот клуб Лотос, а зад себе има кариера во која има настапувано за КК Водњански Лисици Македонија, како и неколку универзитетски екипи во САД. Во дресот на новиот клуб таа ќе дебитира во Скопје против КК Студент. Муса, која е една од најдобрите кошаркарки во историјата на Македонија, зад себе има импресивни учиноци и бројки кои сами по себе говорат за нејзиниот квалитет на паркетот. Јувентус продолжува да гази се пред себе во серија А со тоа што ја забележи 11-тата победа поред во домашниот шампионат. Во големото дерби, бјанконерите ја совладаа Рома со минимални 1:0, благодарение на голот на Паоло Дибало во 77-та минута. Со овие 3 бода актуелниот шампион го одржа чекорот со лидерот на табелата Наполи, кој има предност од 2 бода на врвот. Јувентус последен пат во серија А не победи на 28 октомври минатата година, кога загуби со 2:0 на гостувањето кај Сосуоло. Реал Мадрид направи уште еден чекор наназад во борбата за шампионската титула по ремито од 1:1 на гостувањето кај Бетис. Домашните фудбалери го отворија резултатот преку Алваро Сехудо уште во 7-та минута, но дефанзивната игра не им донесе 3 бода, туку само 1. Реал Мадрид имаше огромен број на шанси, но успеа да реализира само 1 преку Карим Бензема во 71-та минута. Екипата на Оклахома Сити Тандер доживеа изненадувачки пораз на гостувањето кај Бруклин Нетс и изгуби со 116:116. Една од причините за поразот беше снежната бура што го зафати Њујорк, поради што кошаркарите на Оклахома беа 36 часа заглавени в хотел, а надпреварот привремено беше одложен. За жал на надпреварот функционираше само Кевин Дюрант, но неговите 32 поени, 10 скока и 7 асистенции не беа доволни за победа. За разлика од него, Брук Лопес постигна 31 поен, но во соработка со соиграчите ја прекина серијата од 7 победи на Оклахома. Во првиот меч од синокешната програма, Хјустон со голем пресврт го совлада Далас со 115:104. Најголема заслуга за тоа има Джеймс Харден, кој над преварот го заврши со трипл-дабл, 23 поени, 15 скока и 10 асистенции. Победникот беше решен од средината на третата до средината на последната четвртина, кога Хјустон направи парцијален резултат 42:15 и од негатива од 10 дојде до пресврт од 17 разлика. Бадијала беа 31 поен на Чендлер Парсонс и фактот дека Далас водеше повеќе од 30 минути. Утрек има услови за слаб локален дожд и снег, особено во северните делови. Во наредните денови ќе преовладува стабилно и потопло време. Во продолжение деталите за временската прогноза. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме овој дневник. Имете пријатна вечер. Пријатно.